Добра ви вечер на програмата на Алфа телевизија. Ова е Што не е јасно, ново издание на оваа емисија. Јас сум Саша Димовски, а ние веќе го трошиме заедно со вас сите петиот час од новиот полициски час. Јасно ви е дека од денеска од 16 часот почнува нов полициски час кој трае до изутрина, а од петок до понеделник е забраната за движење на територијата на целата република. Верувам дека на сите не им е толку удобно, но тоа е што е. Во такви услови, ние вечерва ќе зборуваме за една прилично сензитивна тема, која сакале или не се наметнува во периодов, ја има почесто во полициските билтени, може би ќе речете тоа не ни се случува нас, но ако ги видиме статистиките, има многу работи кои веројатно се кријат под тепих подолго време, но во вакви услови можат да бидат сериозно исфрлени на површина. Вечерва ќе зборуваме за семејното насилство. Посебно изразено и во услови на криза, кога сите се доме, посебно во услови кога тоа семејно насилство може да биде и физичко и психичко, кое може да биде наменето и кон сопруг-сопруга, кон деца, кон други роднини, родители, пријатели, независно во какви услови се живее, каква е семејната или вонбрачната заедница. Во периодов, во измеативе месеци, во полициските билтени често се среќаваше терминот за семејно насилство, но вечерва решивме да зборуваме со представник на невладина организација која подолго време се занимава со оваа тема, пружа бесплатна правна помош. Тоа е ЕСЕ, една од организацијата која им помага на жртвите на семејно насилство. Кога зборуваме за жртви на семејно насилство, не секогаш, велам, тоа се жените, може да бидат и децата, а имаме ситуации кога тоа можат да бидат и мажите. За почеток, вечерва му велам добро вечер на Стојан Мишев од ЕСЕ. Добро вечер, Саша. Благодарам што ја прифативте оваа покана и ЕСЕ е една од организациите која, како што реков, им пружа бесплатна правна помош на жртвите во периодов. Само за вовед, пред да ги скоментирам другите работи, дали во периодов имате барања, пријави за жртви од семејно насилство кои ви се обратиле, како во периодов на кризна состојба или да речеме нека статистика во последниот период, намален, зголемен број? Настрана од спецификата која што носи овој период, односно ограничувањето за движење поради ситуацијата со вирусот во државата, самата ситуација се одразува негативно и врз положбата на жените кои што претрпеле семејно насилство. Во суштина во Центар за правна помош, каде што обезбедуваме бесплатна правна помош и психолошко советување за жртвите на семејно насилство, во периодов се јавуваат жени кои се соочуваат со специфични проблеми кои што се наметнати од самата ситуација, меѓутоа и со генерално проблеми кои за жал долг временски период екзистираа во нашата држава, не беа соодветно адресирани и во ситуација на криза само дополнително ќе биде понеповолна, да кажеме, положбата на самите жени кои претрпеле семејно насилство. Ви благодарам за овој дел од одговорот. Јас за да влеземе и како вовед во темава, морам да нагласам дека основното јавно обвинителство во Штип покрена обвинение против двајцата штипјани кои малтретираат девојка, видео кое се појави минатата недела. Јасно ви е дека судот им одреди 8 дена притвор и во тој рок основниот јавен обвинител во Штип веќе поднесе обвинение. Денеска судот одлучува и за продолжување на мерката притвор, што значи во наредниот период има право за 60 дена да биде продолжен притворот и во тој рок да заврши судењето. Во овој конкретен случај, двајцата штипјани се обвинети за насилство, запретена им е казна до 5 години затвор и ќе видиме каква би била одлуката на судот кој треба веројатно во брзи рокови да го закаже и судењето откако ќе го продолжи притворот и тоа ќе биде веројатно еден од случаите за кои интензивно јавноста беше сензибилизирана, посебно на социјалните мрежи, кога се појави видеото на кое се гледа како двајцата малтретираат и тепаат девојка за наводно тоа што таа зборувала дека е бремена од еден од нив. Полицијата ги откри релативно брзо по објавување на видеото, иако настанот се случил пред 3 месеци, а според изјавата на жртвата, таа се плашела да го пријави насилството и во конкретниот случај ќе биде интересно да видиме каква ќе биде позицијата и на судот, бидејќи де факто снимката која излезе на социјалните мрежи треба да биде појавена на суд и како доказ, а во конкретниот случај ќе видиме одлуката на судот како ќе ја прифати таа снимка. Во меѓувреме, според моите информации, дадени се телефоните на вештачење и од нив се очекува да биде
извадена оваа снимка која се појави на социјалните мрежи и тоа да биде презентирано како доказ во текот на постапката. Ќе го следиме овој случај, меѓутоа, пред да ги прокоментираме сите аспекти, да споменам еден карактеристичен случај за кој, барајки по полициските билтени, еве конкретно од Штип, добив информација дека во време на полициски час на улица, односно во своето возило на паркинг, бил затекнат штипјанец. По легитимација, полицијата утврдила дека човекот се скарал дома и имал проблеми во бракот, по враќање негово странство и немал каде да спие. Практично бил избркан на улица и тој го искористил автомобилот за да спие. Против него не е поднесена класична кривична пријава, туку посебен извештај, но дилемата е дали човекот кој останал во конкретниот случај без можност да спие во својот дом го прекршил полицискиот час бидејќи не се движел, туку спиел во своето возило на паркинг. Што значи, уште еден случај кој покажува дека семејните односи или заладените односи, независно со кого во фамилијата, можат да доведат до такви ситуации кои пред кризата воопшто не ни биле познати. Господине Мишев, каква е праксата, колку од процентуално или глобално земено од жртвите кои се јавуваат кај вас за бесплатна правна помош се жени, мажи и каква е родовата застапеност во конкретниот случај, кој е понасилен во семејството? Значи, најпрво може би корисно да потенцираме дека самото семејно насилство по дефиниција станува збор за форма на родово засновано насилство, каде што жените се најчеста жртва на семејното насилство. Во нашиот центар за правна помош околу 90% од клиентите се жени и се обраќаат за решавање на најразлични проблеми кои произлегуваат од самиот проблем со семејното насилство. Тоа може да бидат постапките за развод на брак, доверување на децата, но и конкретните судски постапки за заштита од семејно насилство. Од една страна тоа е граѓанската судска постапка за изрекување на привремени мерки за заштита, кај што му се наложува или забранува одредено насилно однесување на насилникот, а од друга страна тоа е кривичната судска постапка, затоа што кај нас мора да потенцираме дека семејното насилство е издвоено како посебен вид на криминал. Предвидена е поголема кривична одговорност за овие кривични дела и предвиден се повисоки затворски казни за сторителите на семејно насилство. Значи, друга би била кривичната постапка против сторителите на семејно насилство за сторени кривични дела од овој тип. Во Штипскиот случај, да речеме, не станува збор за класична семејна заедница или за вонбрачна заедница, како би рекле, меѓутоа вие потенциравте дека се криминализира, односно се санкционира и насилството во врска. Кои форми најчесто се среќаваат низ вашава практика, за каков вид на повреди станува збор, значи во текот на семејното насилство, дали е секогаш физичко, значи дали се жалат само на повреди на таков тип, или дури можеби и на психичкото насилство, кое во период кога сите се дома и затворени, можеби уште по-страшно и поизразено ако некој е изложен на психичко насилство во домот. Токму така, значи семејното насилство, при семејно насилство не се санкционира, да кажеме, насилството кое се случува во една брачна или вонбрачна заедница. Нашиот закон го санкционира, односно предвидено е кривично гонење на сторителите на кривични дела од овој вид, кога станува збор за насилство во врска помеѓу двајца млади. Причините за ова се едноставни, затоа што впрочем и корените на семејното насилство може да се јават многу порано. Може да се јават пред самото склучување на бракот, уште кога луѓето 20 се во врска, затоа е предвидена и оваа ситуација. Во однос на застапеноста, податоците од истражувањата кои што ги спроведуваме кај нас, впрочем тоа е некаква тенденција на глобално ниво, најзастапено е психолошкото насилство на страна од физичкото насилство кое е највидливо. Значи, дури и во однос на последиците од психолошкото насилство и како може да бидат сериозни. Впрочем, од таа причина и кај нас подеднакво се санкционира и се казнува и психолошкото насилство. Друг е проблемот што на ниво на постапување може би се јавува проблем во однос на препознавање на формите на психолошкото насилство и затоа се иницирани повеќе кривични дела кои во суштина значат физичко насилство, како што е случајот со телесната повреда, која е најзастапеното кривично дело при резултат на семејно насилство. Меѓутоа, најзастапено, да речеме, кривично дело од аспект на психолошко насилство, повторно го имаме загрозувањето на сигурноста, кое што ја регулира токму оваа ситуација, односно психолошкото насилство. Ајде да бидеме попластични и понародски, доаѓа, например, кај вас жртва, без оглед на полот, на возраста, на националноста, ви се обраќа за помош, ако е телесно насилство, нели видливи се повредите и треба лекар да ги констатира. Во однос на психолошкото насилство, тоа најчесто се манифестира, може да биде манифестирано како изолација, посесивна љубомора, ограничување на контактите со пријателите, со роднините, може да биде изразено како забрана да работи надвор од домот,
Дури може да биде изразено и како економско, под форма може да биде економското насилство, кај што жената која што заработува и ја зема нејзината заработувачка, ја зема платата во суштина. Значи тоа се формите на психолошко насилство. Конкретно тие се изолирање на жртвата, посесивна љубомора изразена, ограничување на контакти со пријатели, впрочем така и почнува. Ограничување на контакти со пријатели, со роднини, тоа се формите низ кои што се манифестира. Присилно држање дома, исто. И се доаѓаме до присилување на донесување на одлуки против своја волја, врз основа на моќта која што има во таа ситуација. Тоа се формите преку кои се идентификува семејното насилство, во конкретниот случај психолошкото, но тоа треба да дојде до суд, да се донесат некакви мерки. Каква е сега праксата и улогата на судот во оваа ситуација? Вие имате и едно писмо кое е упатено до владата, за кое ќе го коментираме подоцна, во кој предлагате да се предвидат итни рокови во ваквата ситуација, судскиот совет да пропише норми, дека судовите мора да постапуваат итно во овие случаи за да се спречи и ваквиот тип на насилство во услови кога во судот се работат само итни предмети. Токму така, ние ќе треба да посветиме внимание на судската заштита, која и така е битна за жените кои претрпеле семејно насилство. Меѓутоа, до дописот кој што го пративме до координативниот штаб при владата и до владата, бараме во суштина да се земат предвид специфичната ситуација во која што се наоѓаат жртвите на семејно насилство. Свесни сме дека заради ситуацијата и заради заштитата на јавното здравје оправдани се можеби ограничувањето на движењето, меѓутоа мерките кои што се предвидени мора да бидат адаптирани на специфичностите со кои се соочуваат жените кои претрпеле семејно насилство. Впрочем, тоа ние и го бараме. Од една страна, со уредба владата преку Министерството, по предлог на Министерство за правда, наложи запирање на судските постапки за време на овој период. Меѓутоа, од друга страна имаме итна потреба за заштита на жртвите и итната заштита на жртвите во главно се реализира преку граѓанската судска постапка за изрекување на привремените мерки за заштита. Можеби треба мало објаснување за јавноста. Во суштина привремените мерки за заштита се мерки со кои што на насилникот му се забранува одредено однесување или му се наложува. Например, му се забранува да се заканува на жртвата, да ја контактира, да ја вознемирува, да контактира со неја, со членови на нејзиното семејство. Може да му биде наложено да ги надомести трошоците кои настанале како резултат на семејно насилство, одземање на оружјето. Значи, предвидени се цела низа мерки, при што е ставена можност судот да изрече дополнителна мерка, се со цел да се заштити животот и здравјето на жртвите на семејно насилство и на нивните деца. И затоа апелираме дека во ситуација на запирање на судските постапки мора да се изнајде начин она што значи итна постапка да биде реализирана. Впрочем, и препораките од владата се дека итните судски постапки треба да бидат реализирани. Наша препорака во делот на семејно насилство е дека тоа би било од една страна оваа постапка за издракување на привремени мерки за заштита. Таа итна постапка и по дефиниција и впрочем треба да заврши во рок од 7 дена. Во овој дел апелираме дури и за завршување на оваа постапка без одржување на судско роциште. Значи, во ситуација кога има нагласена опасност, да кажеме, тогаш по предлог на Центар за социјална работа или на полиција, затоа апелираме дека овие институции треба да имат проактивна улога поготово во овој период, по нивен предлог судот може врз база на доказите кои што они ги приложуваат и врз база на нивниот предлог да изрече мерка вон судско рочиште, што значи не мора физички да се присуства во самиот суд. Од друга страна, периодов и текако е потребно поголемо ангажирање на самите центри за социјална работа. Тие имат изразена улога во целиот систем за заштита од семејно насилство, бидејќи мерките за заштита на жртвите ги спроведува Центар за социјална работа во суштина во нашата држава, како и граѓанските организации, односно граѓанскиот сектор. Тоа се услугите кои што ги обезбедуваме. Нашето искуство, односно странките кои што се јавуваат овој период, не информираат дека откако го информирале Центарот за социјална работа писмено по службена пошта или по пат на телефон, немаат повртен одговор. Конкретно станува збор, имаме специфична ситуација во однос на видувањето на децата. Например, децата се доверени кај едниот родител, имаме ограничување на движењето заради заштита на јавниот интерес. Во овој случај, заради заштита на интерес на децата, потребно е да имаме ограничување на видувањата во тој дел. Центар за социјална работа, за жал, не одговорил на делот овие барања. Апелираме како организација Центарот за социјална работа да излезе со официјално соопштение
во јавноста, би рекол и почесто да ја информира јавноста, но секако и во индивидуалните случаи кога бараат од нив помош и поддршка да во еден најбрз можен рок да им одговараат на самите жени. Ова е сериозно прашање, бидејќи голем дел од разведените родители, кај кои се доверени децата ова една или друга ситуација, најчесто се случува тоа да биде предавање на детето во петок во 17 часот. Во конкретнава ситуација, ние пример во периодов, сега имаме веќе полициски час од 16 часот, што е една од причините за да речеме за оправдан изговор кај еден од родителите дека не можел да го достави во рокот детето или да го врати во недела вечер, како што обично се во решенијата на центарот, сега имаме утрински и тоа е реален проблем, меѓутоа се надевам дека во периодов кој доаѓа ќе успееме да обезбедиме на оваа тема и соговорници од Центарот за социјална работа во Скопје, да речеме како најголем град, и да разговараме токму за оваа тема. Сега да се вратиме на она што вие го работите низ годиниве и има ли во конкретниот период, да речеме сега, постапка која сте ја иницирале вие како невладин сектор или само ви известуваат што се случува, дали реагирал центарот или не реагирал, улогата на ЕСЕ, односно невладиниот сектор, како представник, да кажеме, од таа страна, што во конкретниот период можете вие да им помогнете или кој може се да им помогне? Во суштина, системот за заштита од семејно наследство треба да функционира како што би функционирал и во ситуација кога би немало криза. Кај нас ситуацијата е понеповолна затоа што самиот систем за заштита од семејно наследство има низа недостатоци кои што еден долг временски период, да речеме од 2004 година е законски регулирано, долг временски период не беа адресирани и не беа надминати. Во ситуација на криза овие недостатоци се повеќе изразени и имаме една уште понеповолна положба. Ние како организација долг временски период паралелно обезбедуваме, значи како организација имаме пристап кај што од една страна сакаме да им помогнеме на граѓаните, во конкретниот случај жените кои претрпеле семејно наследство, за решавање на нивните индивидуални проблеми. Тоа може да биде преку иницирање на судска постапка, преку управна постапка и така натаму. Но од друга страна паралелно во континуитет работиме со надлежните институции со цел да им помогнеме да го подобрат нивното постапување во овие предмети, затоа што кога ќе се обрати жртвата за помош и поддршка, да бидеме сигурни дека системот ќе функционира и дека ќе дадат потребната помош и поддршка. Во овој период, заради специфичната ситуација и земајќи предвид дека пред се жртвите на семејно наследство сите се дома, поради ограниченото движење заради предвидените мерки од страна на владата, намалени се можностите за нивна и неработењето на дел од институциите, намалени се можностите за нивна заштита. Значи, еве ако земеме конкретен пример, заради ограничувањето на полицискиот час, кога би излегла, да кажеме, жената од дома за да се обрати некаде за помош и поддршка, може да се соочи со ризикот да биде санкционирана од страна на полиција. Она што апелираме дека треба да се предвиди исклучок во овие ситуации. Впрочем, и за време на полициски час, ако е жртва на семејно наследство, да има можност да излезе од дома и да се обрати, но и што е уште поважно, да ја добие потребната помош и поддршка. Она што го имаме како информација е дека во моментот тие имаат можност да се јават телефонски или да пишат во Центар за социјална работа. Проблемот не е на тоа ниво. Впрочем, беа објавени, мислам дека вчера или пред некој ден, и дополнителни линии, мобилни линии во соработка со ОПСЕ, граѓанска организација и Министерство за труд и социјална политика. Меѓутоа, потребно е да има систем за поддршка откако ќе излезе од да кажеме од таа насилна заедница. Значи Центар за социјална работа, она што мора да го прави и што апелираме е дека да одговара на индивидуалните барања на жените кога им пишуваат. Тие пишуваат на службена пошта или се јавуваат по телефон. Да се ценат специфичните околности во конкретниот случај, да се информираат што треба да направат. Инаку од аспект, Саша, ако зборуваме за самиот систем за заштита од семејно наследство, кај нас пак ќе потенцирам, делува на тие две нивоа. Од една страна имаме граѓанска заштита, односно превентивна заштита преку привремени мерки за заштита, и затоа ние апелираме дека мора да се зголеми бројот на иницирани предлози за изрекување на овие мерки од страна на судот. Впрочем, преку изрекување на тие превентивни мерки за заштита, тоа се покажало и на страна и во други држави, податоците го покажуваат тоа, дека тие мерки директно имаат влијание да ја намалат стапката на семејното наследство во општеството, а од друга страна мора кривично да се санкционира. Една од мерките кои што ги предвиде исто владата, да кажеме, е и одложувањето на наказната затвора до 3 години, и за тоа реагирате вие и барате да се преиспита, бидејќи
насилникот останува. Меѓутоа, јас пред да побарам реклами, само кратко на оваа тема ќе продолжиме по рекламите. Кажете ми само дали жртвите на насилство, откако ќе ги пријават случаите, еве да речеме кај вас или во институциите, накратко, дали соработуваат или има случаи каде што ги повлекуваат изјавите под притисок и така натаму, па доаѓа во прашање и самата судска постапка, без оглед дали е граѓанска, дали е кривична. Колку се подготвени да истраат докрај во утврдување на вистината или потврдување на кривичната одговорност низ постапките? Така. Низ годините, она што охрабрува е дека имаме зголемено пријавување на семејното насилство. Дел од нив инициираат конкретни судски постапки, впрочем многу често се инициираат конкретни судски постапки, затоа што од семејното насилство произлегуваат низ други проблеми, како што рековме, бракоразводна постапка, доверување на деца, старателство и така. И тие постапки секако се инициираат. Она што го забележуваме како негативно е откажувањето на жртвата од текот на самата, да речеме, постапка за кривична постапка против сторителите на семејно насилство. Ова особено се однесува на постапката за кривичното дело телесна повреда. Таа е најзастапеното, да кажеме, кривично дело нели кој се во однос на семејното насилство, а од друга страна сите кривични дела, значи за семејното насилство се регулирани по службена должност, значи се гонат од страна на државата без барање согласност од страна на жртвите, со исклучок на ова дело. Таа можност, тој исклучок, значи можност за влијание врз неа, ова што реков, притисок, да се откаже од текот на постапката и заради притисок, заради недоверба, можеби и во самите институции, многу често жртвите се откажуваат, можеби во 1/3 од постапките од ова кривично дело се откажуваат. Затоа како организација долг временски период, она што го баравме е изедначување на политиката, на казнената политика во овој дел, односно гонење по службена должност и на кривичното дело телесна повреда, со што би се изедначило со другите кривични дела. Впрочем, самото предвидување на построги затворски казни од страна на државата за кривичните дела сторени како резултат на семејно насилство, значи дека државата го издвојува како посебен вид на криминал. Од тој аспект бараме државата да се превземе комплетно одговорноста и за гонење на телесната повреда, што секој ќе резултира во намалување на можноста да се влие врз неа за да се откаже од постапката. За оваа тема, односно за казнената политика и се што се случува околу постапките, ќе зборуваме после рекламите. Ова е што не е јасно, мој гостин, господин Стојан Мишев од ЕСЕ, невладина организација која со години им помага и им нуди бесплатна правна помош на жртвите од семејно насилство. Нашата вечерашна тема е токму насилството во услови кога сите се дома и кога може да биде многу покарактеристично отколку тоа што се случува во периодов. Јас сум Саша Димовски, по рекламите се враќаме со вториот дел од разговорот. Се враќаме повторно во студио. Вечерашната наша тема семејното насилство, посебно во услови кога сите се дома, кога пред нас престои еден долг викенд со полициски час кој почнува во петок во 16 часот, а ќе заврши во понеделник во 5 часот. Например, во текот на вчерашниот ден, таксист кој ме возеше и вели не знам што ќе правиме затворени 3 дена дома, бидејќи нашата работа е таква и ние сме цел ден по улиците. На жените веројатно им е полесно затоа што вели тој и тие седат дома, но како јас да се снајдам 3 дена. Ова веројатно ќе ги отвори дилемите што на овие луѓе кои во затворен простор не знаете што во кој момент ќе им падне. А бидејќи семејното насилство е често, зборевме на почетокот дека станува збори за психичко и за физичко насилство, господине Мишев, го начнавме, да речеме, делот на кривичната одговорност, на кривичните дела за кои се гони по службена должност, за кои се гони по приватна, за телесната повреда, за која вие рековте дека се залагате да се стави во делот на службена положба, односно се гони по службена должност. Кажете ми, сега одиме во кривичната постапка, веројатно имате сознание околу тоа, колку и каква е улогата на судовите во оваа ситуација околу казнените мерки. Дали тие, ајде да речеме народски, го задоволуваат стандардот на од до во казните, има ли чести повратници и што во такви ситуации? Дали откако насилникот ја одлежал казната, се повторува семејното насилство, каква е сликата низ овие години, низ вашата пракса? Значи, на страна од тоа што е предвидено на ниво на законска, речеби, или казнена политика во однос на семејното насилство, за жал мора да потенцираме дека во пракса имаме изрекување на поблаги казни кон сторителите на овие кривични дела. Впрочем, изрекувањето на поблаги санкции
генерално се однесува на сите кривични дела, во овој случај на кривичните дела поврзано со семејното наследство. Но овде имаме специфична ситуација. Ние имаме кривични дела кои што се санкционирани со построги затворски казни. Значи, она што можеби е добро исто да го потенцираме е дека нема посебно кривично дело кое го регулира семејното наследство како такво. Во 2004 година во нашиот кривичен законник во рамки на постоечките кривични дела се додадоа нови ставови кај што се наведе дека ако ова дело е сторено како резултат на семејно наследство, тогаш се предвидени построги казни. Во суштина за сите дела на семејно наследство се предвидени затворски казни. Тоа како е предвидено во законот. Значи регулирани се сите форми на семејното наследство, регулирано е физичкото наследство преку кривичните дела против животот и телото, значи преку телесна повреда, тешка телесна повреда, убиство на миг. Регулирано е психолошкото наследство преку кривичните дела присилба, загрозување на сигурноста и регулирано е исто така и сексуалното наследство. За жал, во пракса имаме изрекување на поблага казна, она што го кажа веќе кон сторителите и најчесто, иако се осудителни, морам да кажам, пресудите, меѓутоа во однос на видот на казната превладуваат условните осуди. Оно што е позитивно, можеби во последните години, е што 2014 година почнавме да работиме, да кажеме, поблиско како организација, да соработуваме многу поблиско со основните судови, токму со цел да се заедно да видиме на кој начин да ја унапредиме судската заштита за жртви за жените кои претрпеле семејно наследство. И во овој дел, да кажеме, на страна од она што е спроведено на ниво на истражување, инаку морам да потенцирам дека тековно следиме и судските постапки од ваков вид, односно преку една методологија на судско наблюдување, односно на присуство на тековни судски рочишта, се обезбедуваме податоци за начинот на постапување на судиите. Имаме подобрување во однос на постапувањето, морам да потенцирам во оние судови или со оние суди со кои што сме имале можност да соработуваме во овој изминат период од 2014 година наваму. Меѓутоа мора да се посвети многу повеќе внимание за да се изедначи судската пракса и да се унапреди во суштина судската заштита воедно и преку изрекување на предвидените затворски казни во случаите на семејно наследство. За жал морам да потенцирам дека ние имаме ситуации, имаме примери кај што имаме пример на изрекување на условни осуди на 2 или 3 последователни условни осуди, дури да се исклучителни овие примери, се опасни и треба да се надминат истите. Не може да се случи во ситуација кога еднаш бил условно санкциониран, да речеме, за кривичното дело телесна повреда, го повторува семејното наследство и потоа повторно да биде условно опоменат. Поготово во ситуација кога знаеме дека во неговиот случај казната не ја исполнила својата цела, тоа е тој да го промени своето однесување. Кога зборуваме за целата, Саша, на казните, мора да имаме предвид дека казните треба да делуваат превентивно и генерално кон цела популација. Ние ако не делуваме кон самите сторители, со тоа што изрекуваме по условни казни, не можеме да очекуваме дека ќе влијаеме и врз јавноста. А зборуваме за ситуации кога се уште брачната или вобрачна заедница трае, останува, значи тој е осуден, го повторува делото, жртвата е тука и веројатно тоа се најкарактеристичните примери во сегашниот систем кога сите се дома, па можеби е намалена можноста некој од комшиите, не знам, можеби сега може да слушне ако е во колективна зграда, но можеби не може да слушне ако е во индивидуална куќа или ако станува збор за рурални средини. Ако земеме ориентир некаква статистика, дали семејното наследство во урбаните или во руралните населби, дали тоа сте го разгледувале, каде е поизразено? Она што поголема стапката на пријавување на лицата од урбаните средини, од градовите, меѓутоа мораме да потенцираме и дека активностите за подигање на свест и информирањето на јавноста и самите институции се лоцирани во урбаните средини. Од тој аспект потенцираме дека жените кои живеат на село или во руралните средини се наоѓаат во уште понеповолна положба споредено со генерално со општа популација или со луѓето што живеат во градовите. На страна од физичкиот пристап до институциите, имаме ниско ниво на информираност, пониско ниво отколку по-тешко доаѓаат до информација и од тука имат уште по-отежнат пристап до правда тие жени кои се соочуваат со семејно наследство. Впрочем и препораки на, да кажеме, на Комитетот за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените, кај што нашата држава редовно известува, а кое што е
во однос на конвенцијата за елиминирање на дискриминација врз жените, кој што е можеби најважниот документ на ниво на Обединетите нации кој регулира оваа ситуација. Впрочем, препораките на тој комитет кон нашата држава кажуваат дека државата треба да посвети повеќе внимание на информирање и заштита на жените во руралните средини и жените припадници на етничките малцинства во државата. Значи би рекол дека нивната положба е уште понеповолна и сега можеме да замислиме во оваа кризна ситуација тие би се наоѓале во најнеповолна положба. Кога сме кај позицијата на жените или воопшто на жртвите на семејно насилство, споменав дека има и мажи и деца во конкретната ситуација, односно секаде изразено, можеби во помал процент, но еве да го споменам францускиот пример, во еден од нивните градови е воведена таква мерка да можат жените да пријават или жртвите на семејно насилство да го пријават тоа и во маркетите и во аптеките како еден од начините кога во услови на криза им е дозволено да излегуваат до редуциран број на објекти кои се да речеме од јавно значење или ако не може да дојдат до центрите за социјална работа или полицијата. Така да Франција вовела посебна шифра во која при пристапувањето во аптека жртвата доволно е само да спомене маска 19, тоа е шифрата за семејно насилство, а познато е дека во светот здравствената картичка која ја дава било кој носител, нели кога треба да се идентификува некаде ги има неговите сите податоци, па во конкретниот случај аптекарот е тој кој го пријавува семејното насилство врз основа на податоците што му ги дава жртвата на аптекарот. Можеби ова е една од мерките по францускиот пример да се воведе и кај нас во таков тип на институции до кои овие луѓе во конкретниот случај кои се жртви на семејно насилство можат да пристапат и во вакви услови кога има ограничувања да речеме на движењето или барем во време кога можат да излезат во тие 2-3 часа. Дали оваа мерка би можела да профункционира да речеме на наш терен? Во секој случај треба да размислиме за алтернативни мерки периодов поради ограничувањата кои ги имаме заради ситуацијата со коронавирусот. Рековме дека тие се наоѓаат во понеповолна положба. Мислам дека беше Франција исто во она што го спомна во маркетите. Мислам дека најавија во 25 маркети дека ќе имат центри или како точки за советување кај што жените кои ќе излезат да пазаруваат имат можност да се обртат без да бидат видени. Знам дека во Англија беа отворени некакви онлайн платформи и тоа од страна на полиција кај што она ги промовира и вика пишете овде, обратете се, ние ќе ве заштитиме, мислиме на вас и во овие времења. Она што го имавме како примери претходно е исто онлайн платформи кај што жртвите можат од дома со куцање на шифра да пријават семејно насилство, при што се евидентира нивниот случај, место и потоа интервенираат соодветно институциите. Во секој случај треба да се размисли за воведување на дополнителни мерки, затоа и апелираме ние како организација, меѓутоа она што е суштинско кај нас е прво да се информираат соодветно жените кои претрпеле семејно насилство. Например, кои ќе се обртат, пак да потенцирам, во Центар за социјална работа со конкретни барања, периодов, да им се одговори, да се разгледат нивните барања и да им се одговори. Сега Центар за социјална работа во Скопје мислам има телефонска линија за јавување, меѓутоа не може да се завршат сите работи по телефонски разговор. Потребно е да се погледне досието и да им се одговори согласно околностите на нивниот случај и барањето кој што тие го поднеле. За судските постапки, апелираме исто судскиот совет најпрво да ги информира, конкретно да ги информира сите судови веројатно за не само жените кои претрпеле, они имат на пример имат она што е како препорака во однос на наложено во однос на итните постапки дека треба да ги организираат со употреба на технички средства како компјутери, значи онлайн да се организира судењето. Во овој дел да апелираме да се судски совет да специфицира, односно да конкретизира на кој начин ќе се реализира ова. Истовремено сме свесни дека не сите дома имаат пристап до компјутер и можност да одговорат, да сведочат. Затоа бараме поготово за привремените мерки. Има и законска можност да бидат изречени на страна од да нема судско рочиште, да. Бараме да бидат изречени вон судско рочиште. За постапката за доверување за деца исто ја идентификуваме како итна постапка. Или постапката за промена на одлука за старателство може да има објективни причини опасност по детето. Во таа ситуација не може да чекаме да помине периодов, мора судот да реагира. Тоа е во однос на судот. Полицијата исто да земе една проактивна улога. Да не брза да ги санкционира ако се соочи ситуација да во време на полициски час сретнат на улица или кај нив се обрти жртва, да гледат да ја помогнат, да ја заштитат. Затоа што не само физичкото насилство, видливото насилство и психолошкото насилство како треба да се санкционира. Кај нас сега е предвидена исклучителна ситуација дека може да се прекрши секој полицискиот час, во услови на постоење на опасности по самиот живот.
Меѓутоа, некој ќе цени која е опасноста по живот. Апелираме во овој случај да бидат изземени жртвите на семејно наследство, баш поради нивната ситуација во која што се наоѓаат. Она што е основно е прво да се информираат каде може да се обратат за помош. Центар да каже, иако е вака, вие може да се обратите кај нас на ваков и наков начин. Ние ќе ви помогнеме. Исто да го направи и полиција и исто да специфицираат судовите, погодово во однос на постапките во овие се привремени мерки за заштита од семејно наследство. Во конкретниот случај ве ги споменуваме и Центарот за социјална работа и полицијата. Јас пред емисијава го пребарав сајтот на МВР. Последната информација или анализа направена за семејното насилство се однесува на 2017 година. Што значи од оваа година 3 години нема никаква статистика или анализа што е правело Министерството. Затоа неблагодарно е да ги изнесувам тие податоци, бидејќи сега може да се и апсолутно зголемени, и апсолутно намалени, за да не дојде до забуна во јавноста кој е степенот на семејното насилство. Се надевам дека полицијата, иако може би редуцирана во овие услови на криза, сепак нивните аналитички служби не е лошо да подготват една анализа која ќе биде барем со понов датум, да не користиме нешто што е старо веќе 4 години. Во овие ситуации, кажете ми, го погледнав исто така и извештајот на јавното обвинителство, меѓутоа бидејќи спаѓаат во различни групи, не може да се добие целосна слика, ниту па преку податоците на Заводот за статистика. Генерално, може ли да зборуваме за некакви бројки и проценти, односно во ваква шаренолика статистика или застарена статистика, која е генералната слика за процентот на семејно насилство во земјава? Кога зборуваме за застапеност или процент на семејно наследство, од една страна ја имаме она што е како пријавена бројка во институции, и таа секогаш е помала од реалната бројка, или таа што ја викаме темна бројка, реална бројка, односно не сите го пријавуваат насилството. Во однос на реалната застапеност или на темната бројка, ги користиме податоците од истражувања, кои што сме ги спроведувале и ние, но и други граѓански организации, иако и ние како организација во периодот од 2004 година навам, во неколку наврати имаме спроведувани истражувања за застапеност. Тие податоци кажуваат дека секоја втора жена во државата се соочува со одредена форма на психолошко насилство, секоја пета жена се соочува со физичко насилство, трпи физичко насилство, секоја 10-та жена некаде беше се соочува со сексуално насилство. Конкретно во однос на сексуалното насилство морам да коментирам дека искуствата и од страна и сознанието говорат дека оваа бројка и од кај нас говорат дека оваа бројка е повисока, меѓутоа сексуалното насилство некако е табу тема и помалку се разговара за него и затоа не е како такво препознаено. Впрочем, кога сме правили истражувања во однос на ставовите на самите жени во однос на прифатеност на одредени традиционални вредности кај нас, имаше податок дека секоја трета жена смета дека е должност да води љубов со партнерот, иако не е вољна за тоа, па можеби во тој контекст треба да го гледаме и податоците за сексуалното насилство. Ама да се вратам на официјалните бројки. Она што е суштинско за една држава да се справи со семејното насилство е водење на статистика за самата појава. Водење на статистика или водење на бројки од страна на сите надлежни институции. Во нашиот случај тоа се Центар за социјална работа, полицијата, судовите, граѓански и кривични судови. Впрочем, дури и во Законот за заштита, превенција и спречување од семејно насилство од 2015 година кај нас, имаме посебен член кој регулира обврска за сите институции дека се должни да собираат податоци. Сега обврската за собирање податоци значи пред се обврска и јавно објавување на тие податоци. Ти го спомна МВР. МВР, например, за жал сега имаме уназадување на практиката во тој дел. Можам да кажам дека во еден период од пред десетина па и повеќе години МВР беа поажурни, можеби беа најажурна институција во овој дел, со тоа што излегуваа со статистика на тромесечно ниво. Квартално ниво излегуваа со статистика за семејното насилство, иницирани кривични дела, што е направено од нивна страна, колку случаи. За жал немаме официјални податоци последниве години од страна на институциите. Ние знаеме дека ги имаат податоците, дека ги водат во одредена форма, мора да ги имаат затоа што постапуваат во тие предмети, меѓутоа не се објавуваат во соодветна форма јавно тие податоци. Она што впрочем ние апелираме како граѓански сектор постојано е на обрдување на системот на собирање на податоци и водење на статистика, затоа можеме преку тоа би се утврдиле трендовите, односно би се идентификувале кои проблеми, би се утврдиле начин како да се надминат проблемите и ќе видиме дали после одреден временски период да следиме дали се надминале проблемите. Во отсуство на официјална статистика, ние како граѓански организации применуваме алтернативни методи на собирање на податоци со цел да ја следиме појавата со семејното насилство и да укажеме на одредени недостатоци и проблеми. Она што го спомнав судско набљудување,
Впрочем, како методологија што ја применуваме токму заради тоа, за да добиеме конкретни податоци што се случува во судските постапки за заштита од семено наследство. И при тоа ги следевме постапките граѓанските судови во делот на изрекување на мерките за заштита привремени, а кривичните судови во однос на кривичните постапки. Податоците кои што ти ги спомнам дека 70%, 80% од пресудите се осудителни, меѓутоа во однос на видот на пресудата доминираат условните осуди, се впрочем токму од нашите истражувања кои што ги правиме со судовите. Морам да напоменам дека процесот кој што го иницииравме пред се подразбира со работка со самите судови, податоците кои што ги собираме, ги дискутираме со судиите од самите судови, бараме нивно мислење, ги вклучуваме и нив во активности за застапување. Самите судови во суштина се вклучуваат и покажуваат на нивните колеги кои аспектот од постапувањето треба да го подобрат. Дали може да се направи генерална статистика и во поглед на должината на траењето, бидејќи во граѓанските постапки се итни, рековме и има рокови, но каква е перцепцијата кон кривичните судови кога станува збор за санкционирање, колку се тие брзи во постапување на овие предмети? Се не знам колку беше точно просекот, имаме извадено и тоа што просечен број на денови или прошно време траење на постапките, меѓутоа она што е главен недостаток е од одговлекувањето на овие постапки. Ако ја гледаме цела кривична постапка, почнувајќи од полиција и нивното постапување до изрекување на судска пресуда од страна на судија, тогаш имаме проблем и во делот на подготовка на кривичната пријава и поднесување до јавно обвинителство од страна на полиција, меѓутоа и во самата постапка од судот, почнувајќи од архивирање на предметот кој ќе стигне до обвинителство, до закажување на главна расправа и донесување на пресуда. Бидејќи терминот за емисијава полека истекува, на крај уште еднаш да сумираме во услови на криза, кога е потенцијално можно да биде зголемено семејното насилство, кога сите се дома од различни категории во семејна заедница, во вонбрачна заедница, во партнерски односи и така натаму, кои се последици можат да настанат. Јас верувам дека и од оваа криза понатаму ќе имате поголеми работи веројатно и вие и многу други, затоа што на сите не верувам дека им е сеедно да бидат толку време затворени, а посебно на жртвите за насилство. Само кратко да ги потенцираме пунктовите каде во услови на криза сега можат да се обратат. Значи, повторно апелираме да ги контактираат центрите за социјална работа. Паралелно бараме од центар да биде проактивен во одговарањето на нивните потреби. Апелираме до исто така жртвите да се обратат во полиција. Впрочем, во ситуација на опасност од насилство, да контактираат полиција и полиција има должност да излезе на лице место во самото семејство. Во една таква ситуација полиција може да ги одвои физички жртвата и насилникот и во една брза постапка да побара од судот негово отстранување од домот и забрана да се приближува до домот. Значи да ја заштитат физички жртвата. Тоа е една постапка која што треба да биде завршена во рок од 24 часа. Значи тоа е уште пократок рокот од 7 дена кој што го имавме. Нема судско рочиште, полицискиот инспектор спрема проценка по ризик и безбедност. Таа проценка заедно со предлог е поднесува до суд и суд треба во рок од еден ден да ја изрече мерките. Меѓутоа заштитата на жртвите е итна од страна на полицијата. Центар да одговара на итно на повиците на жртвите или на службените пораки и исто апелираме до судскиот совет да специфицира на кој начин ќе се организираат судењата. Конкретно во однос на семејното насилство бараме како итни постапки покрај граѓанската постапка за привремените мерки за заштита да се земи постапката за доверување, односно промена на одлука за старателство за децата, поготово во ситуација која има опасност по самото дете. И така како стоиме на располагање како организација за жените кои претрпеле семејно насилство. Не знам дали имаме можност да го објавиме нашиот број. Може, зашто да не, овако да знаат каде да се обратат. Значи бројот е 02 311 7866. Слободно може да се јават или 071 266 101. Овој период може подобро на мобилниот телефон 071 266 101 и ќе добијат соодветни информации од страна на колегите во однос на можностите за нивна заштита. Меѓутоа, благодарам, повелете, ајде, последната реченица за да мора јавноста да биде свесна дека во овој период и со мерките за ограничување на движење имаме зголемување на стапката на семејно насилство и нивната положба во овој период е многу понеповолна споредбено со претходно.
Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Почитувани, ова беше уште едно издание на Што не е јасно. Мој вечерашен гостин, господин Стојан Мишев од Сдруженијето ЕСЕ, кој се грижи за заштита на жртвите од семено насилство. Верувам дека после оваа емисија ќе размислите и доколку сте жртва на психичко или физичко насилство во домот, тоа нема да го толерирате и имате можност каде и што да пријавите. Јас овде се одјавувам, ви посакувам пријатна вечер. Со мене се гледаме повторно во понеделник. До тогаш следете програмата на Алфа и се најубаво.